Драги мои, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на Јади Борек Сител 3 телевизија. Вечерва имам гости. Не е прв пат да се тука, тоа се Ноќните волци од Македонија. Мото, здруженијето, братството, кое беше прилично актуелно изминатиот период, особено во врска со нивното патешествие по повод Денот на победата над фашизмот, кога одлучија да патуваат со своите моćни машини од Скопје до Берлин, по пат посетувајќи ги местата каде што се одвивале најголемите битки, каде што се спомена обележијата на паднатите борци, на нашите предци кои се бореа до Берлин за победа над фашизмот. Ленин и Димитар се тука. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, Јанко. Добро најдовте. Колку траеше целото патешествие и зошто одлучивте едно почеток на целава работа? Па патешествието, како што беше замислено и поаѓањето од Москва, требаше да биде некој 20 на дена. Меѓутоа, нормално заради тоа што ние од Македонија тука и заради долгото време и заради финансискиот момент, решивме да се приклучиме на колоната во Чешка, во Прага, и од тамо да почнат уствари кај што претежно најголемите предвидени церемонии и посети беа во Прага и во Берлин, да заедно со тие што почна од почетокот да завршат. Меѓутоа, од самиот влез во првата земја на Европска унија, во Полска, веќе се случија тие најавени блокади и препреки на одредени наши луѓе, особено тие што беа со руски пасоши, за да влегуваат и да продолжат со патување. Колку души тргнавте вие од Македонија вкупно? Од Македонија 11. 11. И како бројка најголема со присуство. Од колку земји тргна групи ваши, зборам, Ноќни волци? Ноќни волци од сите земји кај што не има присутни, со тоа што во различни етапи, во различни периоди. Значи Македонија, Србија, Бугарија, Република Српска, Украина, Русија, Белорусија и супортери наши, односно поддржувачи, оние кои што се во сојуз со нас, исто беа од Словачка, Чешка, Полска, Германија, исто. Значи сегде се придружуваат. Значи имавме ние во нашата колона, имавме и од Словачка, и од Чешка, и од Германија луѓе кои што не поддржуваат. И све тоа беа Ноќни волци? Не, значи Ноќни волци беа од одделенијата што ги имаме, што ги набројавме претходно, а овие беа поддржувачи кои што се солидаризираат со нас и сакаат да ја поддржат колоната. И главниот собир успевате да се соберете дури во Прага, така? Па од Прага да тргнете од Чешка? Во Прага ние од Балканот беше планирано, значи Македонија и 11 души од Македонија и 20 од Бугарија се споивме во Прага, а Србија и Република Српска стигна дента во Берлин, кога беше главната прослава. А они беа од Москва, беа до Москва, па од... Не. А директно во Берлин, така? Заради, пошто навистина тоа сакав го образложив, сепак е многу денови, сепак се тоа многу стресово. Скапо е, многу скапо. Пошто е скапо, нашите калкулации на паѓање беа дека по човек околу 1000 евра ќе биде трошокот, од кој што половината е само за гориво. Значи да не зборуваме хотелското сместување и другите трошоци пропратни. Меѓутоа решивме да одиме, особено групата се зголеми во моментов кога слушнавме дека одреден број на наши браќа од Русија кои што се тргнати се спречени да влезат на полската граница. И со тоа беше еден обид за разбивање на целата таа идеја која што иако медиумиве западни сака да прикажат како некаква провокација или дека не знам што ќе се случува и не знам дека тоа го правиме од некои многу други причини, ние едноставно со моторите, со добра волја, со слободен дух, сакавме да ја одадеме почит на
сите оние кои што загина за слободата која што е дадена 45-та година после Втората светска војна. Нели Црвената армија, меѓутоа и сите останати земји кои што учествувале заедно на страната против фашизмот. Кај што и Не ви е прв пат да идете на вакви, порано сте били и до Украина, колку што знам и така натаму. Москва, Калининград, Севастопол. Да, Севастопол, уште пред да се случат тие, да кажам, недоразбирања уште во составот на Украина кога беше, значи ние тамо неколку години правевме големи собери, кај што позната ни беше состојбата како е. Ме интересира практично. Ова не е само качи се на мотор, ранецот и така натаму, овдека бара една добра логистика цела во оваа работа. Што е потребно, например, еве, бидејќи имате моќни, имате скапи машини, еве, можеш и да ми кажеш со што машини се тргнува на пат од неколку илјади километри, за разлика, нели, тука има доста разлика од оние кампер моторџи, овдека малце поинаква филозофија е, нели, сепак вие преспивате во мотели, не спиете на пат и така натаму. Што е потребно вака логистички, како изгледа еден таков караван, да речем, или како се Најпотребно е прво да имаш добра волја и да си решил со себе дека ќе извозиш. Тоа е најбитното. Второ најбитно е секако добар мотор, добра машина, затоа што долг е патот, напорен е патот, некаде се вози поспоро, некаде побрзо и да бидеш добро припремен. Ние имавме среќа овој пат, добро сме организирани, имавме и помошно супорт кола со нас, која можевме да оставиме некои работи или да ни се помогне, едноставно возило е друго. Плюс багажник. Плюс багажот, да. Иако научени сме да си носиме све на моторите, потребно е, сила е потребно многу. Првите денови се возат, ама понатаму сила треба, психофизичка да си спремен. И физичка и психичка, значи мораш да... Зошто? Што? Како изгледа? Бучавата, ветерот, отпорот? Така е, огромни се. Зависи од моторот кој се вози. Меѓутоа, на кој да е мотор, после веќе 100, 200, 300 километра, во најмала рака, само заморот и само, да речеме, монотонијата ќе го направи своето. Да не збориме удар на ветрови, лошо време, добро време, како ќе даде Господ. Значи, не е така лесно, меѓутоа ние сме залюбеници, во тоа нас тоа не ни пречи, убаво ние да возиме. Сега некојаш ќе не замава и дошт, ама тоа е дел од уживањето. Првата етапа ни беше 800 км, мислам, негде прилика до Будимпешта. 850. И вие во еден здив, да кажам, во еден ден да возите мотори да поминете 800 км воопшто не е мала работа. Со автомобил не е мала работа, камоли со мотор. Да, значи сепак е две тркала, концентрацијата мора да е. Секогаш група сме голема, значи голема група што бара специфични техники на возење, престигнување, одржување растојание и е на некој начин да кажам и предизвик и подвиг, меѓутоа и умешност. Има ли филозофија на она кој прв ќе вози, па он го разбива ветрот, другите позади него со помал отпор, кој и така натаму такви... Се за ветрот, не знам баш, меѓутоа ние како клуб имаме и хиерархија, а имаме и правила на возење. Што значи тоа, објасни го малце пошироко? Па хиерархија имаме, сме неколку пати нели биле гости кај тебе, браќата кажувале, Ленин е председателот, понатаму се наредени по чинот кој го носиме тука, значи на 3 нивоа сме, и така и возиме. Напред оди секогаш председателот, он е и најоптеретен, пошто освен што гледа кај оди патот да не го промаши, цело време мора да не прати сите нас позади, затоа што еден ако го снема мора да се кочи да се застанува, не може да го оставиш човек на пат. И сега при се координира движењето, мора, значи сите тие регулирање на брзината, престигнувањето во тој. Да се вози цик-цак, да може секогаш да не гледа сите, секој да си го пази другарчето позади, тој пред тебе. Значи има техника на возење која искусни сме ние, значи не е ова прв пат. Ленин поготово има поминато илјадици километри, ама и другите што беа браќа не се прв пат на мотор, така да меѓутоа позаморно е. Секако е полесно да сме 20 или 1 да се вози, отколку цела група. На секој што има проблем... Колку повеќе, толку понапорно. Потешко е, поготово. Значи, група, у принцип, не треба да е поголема од 6 души. Или ако е поголема, веќе треба да се дели на 2. А ние бевме компактни од многу други причини.
и цело време напоре. Прво, и дефокусот да ги изброиш позади, дали ти се сите 8, ставаме позади чисто човек кој што е со побрз мотор, кој што има така поголеми вештини, за да може навремено кога ќе примети нешто да истрча и да ми сигнализира дека треба да се застане и така натаму. А и такви да, и не се случуваше. Еве до Белград паднала регистрација, не знам, птица се удрила, не знам, па му светнало сијаличе за улје, па моторот на некој од пренапор, пошто во даден момент се форсира една малку повејака брзина, да застане и така. Но повеќе работи се случуваат што го успоруваат сето тоа, ама не е ништо невообичаено. Пак технички, пред да идеме на сите тие детали, технички, ви имате многу моćни машини. Ти имаш Харли Дейвисон, ти имаш сега земав Сузуки кој исто така изгледа old school, огромна машина. Тие се машини со водено ладење, ако не се лажам. Така, што значи дека таквите машини се многу попогодни за долги патувања, предпоставувам, нели, и за секакво. Што се ризиците од такво на пат? Еве, ова со птица ми е неверојатно, мислам. Нас често ни се случува, нели, затоа и кога си ги носиме и реци, често те удара бумбар, мува, мене ми се десило неколку пати претузам на сите да ја отвориш кацига, да возиш без кацига, па да те удри бубачка, па токаво ќе ти стане лицето. Да, тој е силен удар при таа брзина. Со отворена кацига, не без кацига. Да, кога е вака отворен хелметот. Иначе не смеш да помислиш да возиш без кацига, мислам, на тие патишта и на тие брзини. Кои брзини? Па обично возиме колку што е дозволено, на некој место кај што е прав сега автопат, малку побрзо возиме. И на претекнување, на претекнување мора се даде и 160 да се поминат, пошто пак кажем група е цела, долга е. Колку е поднослива брзина за возење, крузинг, еве да речеме просечна брзина? За колку време стигнавте вие до Будимпешта? Јанко, значи тоа е спецификата на познавањето на тој што ја води групата. Стално се менува тоа, ритмот. Вообичаено треба да е председателот, меѓутоа ја често пати и самата група треба да има роуд кептен кој што председателот му го одредува местото. Дали ќе биде напред, дали ќе биде позади, дали до него или било како. Значи брзината се темпира од повеќе аспекти. Значи ние и кога возиме поспоро, да кажам, на автопат споро е да возиш со мотор 120, меѓутоа во дадени моменти мора да возиме, а прав пат и ти представува замор. Монотонија. Значи монотонија те успива. Ама ја тоа у кола не можам да го И сега јас кога ќе, значи тој што води треба тој момент да го почувствува или да додаде гаста или да направи кратка пауза, цигара пауза, водичка, нешто такво, да застане на некоја бензинска или да зголеми брзината и да има игранка. Да танцуваме малку. Значи танцувањето значи да поминуваш од левата на десната, значи претекнуваш возила за да се разбудиш, за да го подигнеш адреналинот. Така концентрацијата да си поприсутен. Иначе едноличното возење со една брзина те замари и те успива и тука може да настане проблем. Значи да, тоа е интересна работа затоа што гледав документарец за автопатиштата во Британија, значи најголемата опасност вика и што се случуваат, вика удобен автомобил, монотонно возење, вика заспиваш, едноставно губи, паѓа концентрација. Вика за да, не треба да се задржува една иста брзина. Колку време ви требаше вие да стигнете до Будимпешта, ете тие 800 километри? Со се премине на така да ги броиме, пошто возење имаше малку. Во еден ден. Во еден ден ги извозевме. Во еден ден, од сабајле до вечера. Просек фаќаме брзина сигурно 100 на сат, со многу застанувања, нели, граници, па бензински, на бензинска кога сме повеќе луѓе повторно ти кажувам секој треба време. Водичка, цигара до тоалет да поеде и се губи време. Па и 3-4 додека се натака. Па и гориво додека се стави, тоа трае. Така да но стигнавме, во еден ден стигнавме без никаков проблем. За ме праша за ударот, се деси чудно овој пат, не ни се има случај на нас до сега. На братот Вања што возеше пред мене, од негде од тоа полето излета тоа еребица, во голема птица. И го удри тука во елек. И како удри така мртво, одма е добро се сврте, ама обично те удара ова бубачка некоја мува, некој бумбар. Ова толкава птичурија, бао, и се тресна на земја и се уплашив, знаеш.
Он дур свати што е, после ја му кажа, викам, птица беше, не можеш да видиш на таа брзина, ти само гледаш нешто црно ти удара. Офлеле. И се случуваат такви ситни работи, му паднала таблицовото и тоа одзима време, кои што сите мора да чекаме ние, не се двоиме. Ке ти претрча куќе не е заштитени, поготово на овој нашиот дел на патишта. Јас имав една незгодна ситуација, нагло кочење, среќа што кажуваме имаме добри мотори. Камион со приколица, огромен, значи голем камион. Цела колона во пристигнување, ја веќе влезен скоро во делот, во задниот дел, за да го поминам, а повеќе камиони возат во колона. Дечко, што му текна, не знам, нагло завртување лево, вика тоа како атентат да ти брат. Да. Значи нагло заврти во лево и мораше да се укопа. И тоа е сега последователно. Сите 8 души треба да и одма револт се ствара. Значи одма се ствара револт. Син ми пошо малку по неискусен на вожњи и млад, нели, агресивен пова. Јас поминав, го погледнав да видам за што човек се младо дете со телефонот вака на рамо и вака и телефонот ми се извинува вака и нема тука што да правиш, мислам. Не можеш да се бориш со авион. И јас го игнорирам, продолжувам, а он веќе почнува од моторот вербално да јас му кажам хеблата. Не, јас кажувам да продолжат пошто не можеш во такви моменти да се расправиш. Секој може да направи напад. И тоа меѓутоа со мотор си нејак си. Он една мало цимање ќе те фрли и што си постигнал. Значи ако е малку побудала. Значи на тој момент треба да внимаваш. Значи секој пат ние не само што ги јас затоа викам едно предавање што држев за овие казнети што ги задолжително да со МВР, тоа го кажувам. Значи за моторџијата не е спорно ниту треба да размислува дека не треба да носи кацига или дека треба ги почитува знаците. Тоа е од мене зависи. Јас тоа го контролирам и јас тоа тргам. Меѓутоа треба да вложиш напор, да си концентриран, да внимаваш другите како се однесуваат во сообраќајот. Има многу правила кои што ти даваат индикација дека нешто може да се случи. Затоа е важно првиот човек да го препознава тоа. Дали во одредена колона се случува често кога возат во колона да излезат на претекнување. Дали некој што застанал ќе го очекуваш дека ќе отвори вратата, дека не те гледа. Добро, ако ти се случи у контрасмер некој и влегувате во магазин, како можеш да им сигнализираш? Дали успеваш, бидејќи во тој момент, дали им сигнализираш со рака? Да, се сигнализира со гестикулација, најчесто со рака, може и со нога. Меѓутоа, значи, они го следат моето однесување. Ако јас сум лево, тие знаат дека треба да внимават да се поиши и они на лево. Ако сум десно, поиши на десно. Што правиме? Опашка цела, тешко му е. Значи, јас кога возиш напред и од спротивната страна што возат, пресретнуваш колона, јас веднаш знам дека ќе има излетувач. И веднаш се концентрирам на десната страна и правиме наместо да идеме у магазин, ние сите се исправаме во десно. Еден позади друг за да има простор евентуално. И секој пат излетува по некој. И тој и да излета, ние може да се разминеме. Не е опасно пошто сме со мотор. Често пати се прашува, имате моćни големи машини. Дали вие треба да се третирате како возило кое е централно, нели? Или да се третирате како возило кое ќе се биде помеѓу. Знаеш, тоа и секогаш во градскиот сообраќај е поинаку, знаеш? Да. И јас се расправам со моторџиите. Викам, не ме пушташ. Викам, ако застанеш пред мене како возило, окей, ќе те третирам како кола. Ама што се проткнуваш меѓу мене? Тоа не е правилно и во градските средини, меѓутоа верувај тоа многу го леснува сообраќајот. Токму и затоа се возат тие помали мотори, пошто замисли ти се сите тие моторчиња што возат, ако се наредат во колона вака, кај ќе се помине. Така да тоа се толерира. Ако измеѓу возилата помине, се толерира. Не, ми е чисто страв, знаеш, има нервозни овака возачи, ќе притисне газ, го кочи, па му свири, па тргни се, па ќе налета на овој од другава страна. Али напад отворен е недозволиво. Значи не смееш да си играш играчки, да поминуваш измеѓу коли, измеѓу ова, тоа е, мислам, многу опасна работа. Тоа само во непредвидени ситуации нема каде. Например, си почнал претекнување, ти се случува се што може да се случи. Значи, во момент вози споро.
Добро. Во моментот кога почнуваш да го претекнуваш, тој додава газ. Можеби не те приметува, не ти го Така, прави тоа така. намерно и веќе се изедначувате со некои брзини и ти немаш каде, проценката твоја со возилото Веќе спротивна страна ја паѓа. губиш и веќе тука мораш малку да изиграш Или негде газени кочи, измеѓу. сега ако имаш позади... И се тоа што случувало носи. измеѓу да поминат. Мислам, те гледа и тој од другата страна секако Гледа, се ќе беднеш, ќе помештува, правиш. значи и се брат, секакви ситуации сме имале, само Колку се фала му на Господ Ама не за, чува. за таква ситуација бара машина која има голем торк и може, Да може да на те повлече додат се. да повлече. Па затоа ние кога Ти треба да се однесеш како најслабата машина што имате. Так, Точно така. Така? Така е. Так. И, Затоа ние кога го правиме планот пред да одиме на пат, прво што правиме од спецификата на патот, без разлика што некои од нашите браќа сака да доаѓаат, ќе бидат елиминирани заради тоа што немаат спремни мотори за тој пат, односно за замислениот режим на возење. Ако јас одлучам дека тамо треба да се стигне со некоја превозна брзина која што неговиот мотор не ја поднесува, ќе си остане дома. Добро, тоа значи дека кај вас овие мотори што се кои се возат во прилично навалено такви мотори немате. Обично се овие Брзински. Easy Rider, брзински, како ги не дам ги нарекуват? Ја ги викам тие. Спорташи. Спортски. Да, Ги викаат овие спортски што се мотори, прилично по 200 што возат и 200 возат и овие нашиве, тие возат по 300. Ние немаме самиот стил на нашиот клуб, самиот е поинаков, а и многу е тешко на таков пат, 800 км вака да ги извозиш. Тие се повеќе за Тие се стази. повеќе за пократки, побрзи, да. Тешко, има луѓе возат, не дека не возеле, ама многу е потешко вака да Има останеш. возеле Што до не може Москва кај со вас нас да и биде така. у караван? Какви? Значи вакви не би можеле да возат. Што друго елиминира, на пример, која послаби кубикажа? машини. Послаб например? мотор, значи без разлика Минимум што е? кубикажа, значи да ако возилото не може, ако моторот не може да вози 140 на сат, а без да тоа го оптеретува машината, Со- значи треба слободно Со ниски барем тоа. вртежи, така? Да, не да му биде 140 задњата, него да му е... Така, Да, така. пошто знаеш што се случува. Значи групата која се води, особено вакви долги групи како што бевме сега, секој пат тие на опашката ја бркаат групата, вторава половина да кажам, заради тоа што јас и да возам 130 на сат, со развлекување на колоната, тој да стига, тој ќе треба 150 да во даден момент да вози. А јас кога ќе претегнам 140, он веќе 160 треба да вози. Тоа така во Станува помалку, помалку. Помалку Ага, станува и да, тој да, за да разликата, стигне, разликата разликата, мора да ја да, надокнади. И тоја која нема таа снага мотор, не може да те стигне и веќе е проблем за колоната. Тоа, предпоставам сега, повеќе ова го правите на интуитивно ниво, одо што седите па Не, тачно, стрикна да, математика, да, како Тоа- Формула 1. Значи не правиме значи конкретни концепти, сепак се тоа разговори кои што ги дискутираме и обично кога има нешто на паузата се даваат инструкции. Значи тој што е роуд кептен, дали јас водам, дали другиот, значи кажува ќе се вози со таа брзина, внимајте на тоа, внимајте на ова вамо вака. Или си ќе кажува, биде вака. имам мака, И се. не можам да, не ми оди моторот, ве молам, намалете. Да. И ќе намали Ленин, ќе вози 10 подоле, за да едноставно сме тргнале како група. Мораш, убаво рече ти Блеска, секогаш најслабата алка да ти биде во памет, зашто Ќе откаже, Па ќе не може, ќе После не оставаме. Значи се разбираме. Веќе кога ќе тргнеме на пат, тогаш го ја пратиме групата онака како што може. Од разни причини може некој да побара да направиме порано пауза. Јас на пример сега овој пат ги планирав паузите да се првата бензинска после поминати 170 км од возење и тоа функционираше во принцип добро. Еве на автопат предпоставам дека е полесно од што на на пример кај овие клисурава овдека од македонска граница до Ниш кај што нема Да. автопат. Како на Грделичка такви клисура. Грделичка клисура, така. Кај Предајане по една Кај плескавица са Са кајмак. кајмаком, да, тоа фолклорот, туку тоа е многу тежок пат дури и за мене. И со најдобар автомобил кога го возам, знам колку ми бара концентрација. Кривина е непрегледна немаш и да така натаму. поминуваш. Како го возите на такви делови? Мислам дека на нас со моторите ни е полесно. Да? Да, заради тоа што ние танцуваме на кривините. Нас ни е тоа интересно. Ушиваме ние укриви. Значи ние тоа си ги тераме, си ги совладуваме. Зборам за ризици, на пример, дали вашата брзина е доволна да не го иритираш некој позади, па сака да ве претица, па такви моменти? Вообичаено, во поголем дел на случаите имаме разбирање од учесниците на сообраќајот кога се надвор од урбани средини. Така.
тие знаат да се поместат десно, Се знаат тргат, да да. успорат, знаат да се, значи респектираат. Има некоја Да, или се даваат сигнали. И секогаш кажувам, се следи значи првиот. Првиот поминува, се гледа просторот, тој може да даде сигнал. Он дава сигнал, пошто дал да тој оди, гледа. дал да Јас не. на пример кога претекнувам, не се враќам веднаш. Значи јас кога претекнувам сум на левата лента И продолжуваат да те гледаат да ме твоите. гледаат Како дека тие преколиче. имаат простор. Ја тоа со автомобил сум го правил, на пример, кога го За имам позади. камион, за позади да бидат сигурни, и гледам 3-4 Така коли е. се возиме 15 минути нервоза и ќе фатам и ја држам, ако Они има давај кривина, сигнал, затоа што гледам ти дека е преска чисто, праша. да видат дека позади. Да, има таа некоја возачка солидарност што се прави. Па еве дури на интуитивно ми текне дека јас сум го Така е, правил. така не Ма сум Јанко, еве вака на пример, гледај колку би било опасно. Јас возам прв, претекнувам. И ако јас претекнувам Кај како ќе едно возило и одма влегувам и си успорувам брзината, овој што тргнал, кај ќе се смести? Да, можеш да овакво. Значи мора да се тргне, или ќе се тргнеш скроз Опашка имаш, десно, бе? ќе му направиш. Ќе си броиш дека имаш опашка. Можено е малку, ама тоа си го прави искуството времето. Затоа, Законот, затоа правилата велат минимум брзината на претекнување треба да е 20 километри повеќе од од ова. тој што вози. Со мотор тоа може и побрзо да Да, се да, 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 се да, оваква. се Ово се совлада. постартни подобро примаат и можеш одма да го поминеш. Затоа и во такви ситуации као Грделичка клисура што викаш, каде што тешко се наоѓа место за претекнување, ама нас не ни треба колку за кола. Прво Вам ви е сме добро, мали, па убава второ се возњата. силни, да, интересно ни е, а и кога ќе треба опрегнеш само овие што ги Времето возиме на ние, претекнување за нас со мотори е многу побрзо отколку за автомобил, автомобил. така. да, ние што ги возиме овие мотори, дури не можеш ни да прешалтуеш петта, да си само газ и оно одма, знаеш, проаѓа, не е проблем, само искуство сака. Сака искуство да не ете така, да не си влезе некој ваму. Тоа, мора цело време да размислуваш на тој позади тебе, на тој пред тебе, он да си размишља на опашката. Другарите наши кои се вратија Томе и Мале од А, да. Германија со тенерата, не можеа со десна рака да работат. И тогаш сватив дека едно од најтешките работи е грчот на гаста. Замара Ова и се. некако Еве, Ленин беше ќе... го нема тој проблем. А Ленин има автоматика. Си сега си има кола, он, само што... на две тркала. Да, кола на две Постои, тркала. меѓутоа многу е ризик да на моторот, јас го користам тоа, точно сега го користев, го вградив и на Хондата, меѓутоа тоа може да се направи на автопат кај што е и тоа кај што нема густо обраки. Инаку да закочиш брзина на мотор не е исто како на кола. Е малку покомплицирано. Значи треба да си многу повнимателен. Многу е друго кога си ја чувствуваш брзината на рачето да си ја подесуваш, пошто како што има големо забрзување, така има и големо успорување. Моторот кога ја вратиш гаста, ти помага на кочењето. Добро, што е кај на вакви, што страда најмногу? Кочница, што е најризик? Не знам, гортни, ламела, Гумата највише гумата. Кочницата може и најмалку се Во автомобилот да има резервни гуми или како го решавате тоа? Не, имавме случај сега. имавме сега случај кај што неочекувано на еден од нашите браќа, Аце Леон. Значи прво е му се гумите истроши да ви гумата. се Да, нови ќе и да ви се Нови. Со ние тргнавме со нови или добри. и со Да се добри, така. 5000 Нема, километри после повози. се успорува воžњата до првиот момент додека не се најде сервис да се смени гумата, нема друго чаре. Едно време сме носели гуми, меѓутоа сега е комплицирано. Сите возиме различни гуми, не знаеш која да земеш. да, така. И меѓутоа гумата може да се предвиди до кога како ќе настрада, а инцидентите се решават, може да се дупне. Може. Сега имаме ние прибор носиме кој што може да го Спреј, реши не, тоа, носиме. спрееви, носиме за затнување чепови и такви работи кои што ќе интервенират, меѓутоа што и да се случи, првиот сервис, првото населено место се бара да се тоа направи онака како што треба, за да нема ризик понатаму. Ме интересира за комуникацијата. Видиш дека често пати кога вие го следите, он ви дава или знак со рака, со некоја Да. мимика, вие знаете што се случува. Добро, на денешнава технологија, кацигите предпоставува, Имаме ја се. мислев дека имате Bluetooth, така можеш да слушаш Имаме. музика, па малце да е поинтересно, па така да искомуницирате. Имате ли некои Имаме такви такви, јас имам Имаме сите, неколку ама не ги такви, ама не ги користиме. Тоа е чудна работа, не знам. Еве ги купуваме. Ајде, зашто? Тие се скапи работи, а никој пат не сме направиле координација со такво нешто. Што? Не знам. Значи, можете Bluetooth сите да бидете Веќе во еден збориме момент, нон-стоп.
секој Ќе да се трториме ностов, ќе си правиме мувет, ќе направиме некој. со вас Јас сум сега. им реков овој пат Слушај, па, да има Димче да првиот го- и задниот. Барем они да се у координација. Иначе мене ако ми дадат отиде путото. Димче, ако му даеме таква нешто, таа и ние два чекаме да се качиме на мотор да загјути. Ја можам слободно да му ја давам емисијава до понеделник нема да заврши. И нема Само да до стигнете понеделник? до збор. Да. Васко Ефтов и Јанко Илковски, двајцата заедно ќе ни изеде. Димитар, тоа нема проблем. И све што ќе каже, па остави друго. Држи вода. За Држи држање вода. држи, ама знаеш што вика? Се од тема некој разговараме, збори нешто и сега некој, ја или било кој ќе сака да се Субаци? уфали да Не. каже, чекај ја да кажам. Чекај. Што ти да? Па, чекај ја да кажам. Ете зашто не го користиме блутутот, али ја викам нека носи председателот и тој што е задниот барем они да си го. Иначе ако Интересна сите работа, се не е жена му ќутлива. Тоа е интересна работа. Мора нешто друго да се случи од ова. Мора на мјут Дома да е сум таму. како маче. Кај сме дома? Ајде да направиме прва пауза, па да почнеме и со некои други детали од ова ваше интересно патешествие. Фала ви, ова би беше доста вака просветлувачки, бидејќи филозофија, знаеш, многу лесно. Шо седни на мотор и тере. Ако збори, сакам може едно уште. да дополнам колку е важно кога зборуваме за безбедноста на моторџиите. Имам еден пример, ја викам, од она што го збориме било каде, дали во емисии, во кампањи или нешто кога правиме, викам еден човек да свати од таа работа, добро ќе биде. И преку една пријателка си правеле мовет, абе вика го гледав тој оној моторџија на тој со брадата со косата, не знам од волците или кој, зборуваше за држењето на растојание кога го претекнуваш и најнаш кога му пресечуваш дека нема доволно перформанси моторот да закочи, затоа држат поголемо растојание. И вика цело време внимавам на тоа, пазам за да не им влегувам. Значи има ефект. Има ефект, Значи добро. ваквите работи кога се зборат околу Еве што забори. безбедноста, Што правиме сега? Возите вие кога овие што шибаат со големи брзини, големи коли, со вие возите 100, 120, 150 да речеме, овој проаѓа, ја знам 200 Ула. возам колата и Камион, ударот па е и Јас имав една удар малку- или од контра удар на ветерот. јас имав малку Се тргаш, а? тргаш Ќе си секогаш. трпиш. Да. Или Јас го чекам дека доаѓе и се фаќам, ќе ми направи вака огромен ветар е тоа. Така како ударе. Абе ја во автомобил го чувствувам што Да, дека два колата е на мрда. автомобил, не па вие на мотор. Шетат моторите дефинитивно, меѓутоа јас имав една неприлика по моја вина, ете колку сакаш има искуство некој пат деконцентрацијата или концентрацијата паѓа. Јас по лева лента возев, цела група се повлекла и возилово доаѓа позади мене. И јас не се погледнал тргам. ретровизор. Значи, али возам некаде благо десно. Не сум го приметил во ретровизор. Човекот ме шишна, што да ти кажам, за некој сантим. Осекаш како- Десна страна? Разлика изреволтиран од лева. Од лева, ама на иста лента. Лева трака, На иста лента. Вака му се бутна. Наместо да се тргнам, ама А кажам, звучниот тоа сигнал се не ти даде? тоа се секунди. Не го слушнав, не знам, не може се- дали И укација ова да се даде. Кога ќе ти свирне се ако ти се залепи. Да, да. И направи бип и тоа може да те извади од Така, така. Видите, ставе во опасна ситуација. Мало цивнување тука веќе е катастрофа. Да. Затоа многу концентрација. Затоа велите дека на 170 километри или прва бензинска така на 170 километри Да. веќе прва пауза. Сите мора да се искусни, мене ми се случува тоа. Јас си признавам дека на дадени у неколку секунди се тие се секунди. Се губи концентрација, меѓутоа често кога имаме примерен возач со автомобилот кој што вози 200 на сат, Така. тој успорува и е стрплив, а ја ако забегам неколку секунди, некој ме поминува Ја, ќе што одам не до е него, вообичаено. ќе ми текне дека Со мотор нешто и ќе ме разбуди на некој начин дека треба да се повлече. Така да има и такви моменти. Тоа е тоа. Не слушате музика по пат, тоа е 10 сати на мотор, нешто не. Али знаеш колку слушам имаш сега. Јанко време да си се приспиташ, си правиш Све да некои си филмови, си се расправаш со себе, Да, ситуации да. си размислуваш, па си Рапуваш, дискутираш. си збориш поезија. Сега кога ќе се видам на овој тоа што ми кажа, ќе му кажам вака и вака, ќе разговарам. Сега кога ме чека, значи си како правиш затвор, приказки, да. Како затвор имаш време за Да, себе. Имаш време да размислуваш доста така да. И затоа А иначе и си пееме. На мака, која јако ми се приспива, си фаќам песмите од овие некои од рапови до народно сите ги си ги спе. Цела филозофија, интересно. Океј, сега можеме да идеме со првиот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад во студио.
Ноќните волци се во студио, разговараме за нивното патешествие до Берлин по повод денот на победата над фашизмот и сето она што се случуваше. Го поминавме во првиот дел, техничкиот дел од патувањето и беше и доста интересно и поучно. Она што беше цело ова патување беше силно политички обоено. Медиумите во Македонија се трудеа потполно да ви игнорираат. И опозицијски, и владени, апсолутно никаков пиетет да му дадат дека, ете, некој прави некаква иницијатива да отиде во Берлин по повод денот на победата над фашизмот. Но ние имаме едно чувство дека, како да не беше многу мерак на Европа да во Берлин се слави ден на победа над фашизмот, некако. Тоа се покажа и во пракса, она што се случуваше, како што кажав, од самиот почеток, од идејата да ноќни волци го направат тој пат со мотори, патот на победата на Црвената армија, најде на остри реакции и критики. Нас знаеш дека не поврзуваат со Путин, актуелен е конфликтот на Европа и САД со Русија, и ние за цело време во медиумите, уште од моментот кога настана кризата во Крим, па преку украинската криза, и цело време ние сме на тапет од западните медиуми, каде што се прикажуваме како некоја гангстерска група, група која што учествува во тие конфликти, која што ни дават некоја политичка димензија, некоја насилна димензија и сака да не прикажат во светло во кое што апсолутно не припаѓаме. Сета таа приказка, особено веројатно после ова што го гледаме на светската политичка сцена, европскава поготово, каде што десницата повеќе доминира, може би политички е логично да даваат отпор на сето тоа, меѓутоа дека ќе одат до тамо, до толку не се очекуваше, дека практично оние што се кај нас тука барем ги слушаме, најгласно говорници да ни држат лекции по демократија и добро однесување, покажа една тотална дискриминаторска политика, до некаде фашистичка и практично да не третираат како што ги третирале евреите во времето на Втората светска војна. Значи, ние, како што кажав и на почетокот, нашето патешествие беше во духот на победата над злото, со слободен ум, со добра мисла, со една добра порака, без никаква насилна димензија, без нешто што некого би сакале да го испровоцираме, може би ќе ги испровоцираме или се испровоцирале губитниците. Што, меѓутоа, генерално сите во Европа и светот прифаќаат дека Втората светска војна заврши со победа на доброто на злото. Меѓутоа, очигледно дека некому не му одговараше и затоа постоеше една кампања претходна, како увод во целата таа приказка, за да после на терен во самото наша желба за остварување на тоа што го имавме замислено, да не идеме на едни такви проблеми и во едни тие проблеми како што сте веројатно веќе спомнали, како што кажува медиумите, бев и јас на некој начин жртва и проценет од германската полиција, односно од повисокиот полициски орган кој што заседавал на президиумот и кој што одлучил дека јас како лидер, еден од лидерите на ноќни волци, како Ленин Јовановски, ќе ми биде забрането присуството на територија на Германија, со образложение дека представувам сериозна опасност, голема опасност по Германија. Практично да идеме. Ова е, доаѓате кој веќе ден од вашето патешествие, да речеме, некој 7-8 ден? Третиот или четвртиот.
Од Прага тргнавте за Пошто Берлин. во Прага имавме 2 дена, Така? значи 2 дена Да, патувавме, четвртиот. 2 дена имавме во Прага и сега видите што се случи. Значи они цело време Доаѓате на граница, ме интересира практично овака, раскажи ми го мал увод да ти дадам зошто уствари слободно говори. они зошто тоа го направиле. Значи ние кога се појавивме во Прага, разбудивме толку голема фама со нашето присуство. Значи, Што се случуваше во Прага? Раскажувај. Толку многу медиуми, телевизии, новинари, фоторепортери беа Па и народ присутни многу. кај што се појавувавме. Народот кој што го се собра тамо кај што не пречекуваше, беше со толку возбуда, овации. Ние повеќе од сад не можеме само да се престанеме да се сликаме со луѓето кои што ни приоѓаа. Таа еуфорија А што зошто се како ве случуваше, ја препознава? Зошто се слика? Што препознава? Вие сте моторџи и возите. Нашите присуства на пример на гробиштата кај што се така, значи, загинатите загинатите. беа Така. најавени, луѓето беа запознаени, меѓутоа сета таа кампања која што се водеше цело време, веројатно тие некои што од некаде тоа си го планирале, предпоставувале дека ќе го умртват и ќе речат како ти што викаш, шо па таму моторџи некои ќе дојдат, нека дојдат. Меѓутоа напротив, дојдоа свештеници, дојдоа деца, дојдоа мајки, жени, стари луѓе, борци, некои Преживеани. деца на борци. И тоа се создаде таква еуфорија, таков интерес, такво убаво чувство, таква една пријатна атмосфера од која што веројатно кога ќе ја прелееме истата таа позитивна енергија и таа еуфорија во една земја како што е Германија, ќе биде веројатно некаков проблем. И они тоа многу убаво го процениле, како јас го викам тоа нивна политичка параноја, дека тоа ќе им се удри од глава. Во која И они тоа фино мене ми го образложуваат во причините зашто не можам повеќе да престојувам во германска Ќе мора да го повтори, не пак не разбирам. Еве сега Може да го прочита ќе ти најголо. прочитам ова Ајде, молим те, преводот прочитай од ми го, да се обидам да го разберам. вака. Вика, наместо за комеморација и за споменот во духот на промовирање, повеќе се работи за демонстрација на сила и моќ. Значи, ние сакаме да демонстрираме моќ, а не да правиме комеморација. А со тоа и провокација на државата. Провокација. Така На наречените... Не, ама чекај, ова е како да ти кажам. Смешно е на крај. Ова ми е официјалното... Ова е таква реторичка нонсенс, нема смисла реченицава. Мислам, пази, да вие идевте со Хамер на кој има митралез, да разберам. Пишува дека присуството мое може да предизвика Кој те знае, па демонстрации... тебе у... Па ете. Тоа сакам да ти го кажам. Значи, мене, како Ленин, они веројатно може да мислеле и ништо нема да се случува. Меѓутоа, Па видоа она како што го видоа, реагираат. ја не знаев дека мене луѓето исто и како ноќен волк ме препознаваат и во другите држави. Значи, тие мене ме поздравува, ме ословува со име Добре дојде Ленин. Најсериозно, значи тие си ја прателе си ситуацијата, тие очекувале да дојдем. Плюс тоа, јас бев тој еден, да кажам, од лидерите на ноќни волци кој што ја предводеше таа тура, пошто нашиот председател хирург имаше ангажмани во Москва. Не дое тој. И сега јас Значи, ја главниот превзедов- на волците од Москва, така наречениот Под попрекарот хирург. хирург, Да. Иначе тој не Александр. дојде. Не, тој имавме ние повеќе активности за таа прослава. Така. Значи ние имавме настап како ноќни волци на Црвениот плоштад на самата прослава и тамо Парада. имаше после на прославата имавме ние И продефилиравте? Наше дефиле, наша програма тамо во која така. што беше тој организатор и требаше да биде тој во Москва. Да. И затоа ние после сите патешествија што се случија, сите проблеми се вклучивме за да ја довршиме работата која што некој се обиде да ја и направи. координатор на балканските Јас сум и- волци. А значи ти Не, беше координатор на балканските и Јас сум. де факто беше по највисок по ранг на Така е. сите Така. волци таму. Така. Така. И сега тие мислеа дека јас, пошто они ги следеле моите изјави, јас бев малку
можеби поотворен, пошто ги спомнав бомбардирањата во Да, Србија. Прага ти даде интервју Ја едно. спомнав позитивната дискриминација што ни е наметната Во во Македонија. Спомнав дека секој пат ќе си најдат некој оксиморон, некој израз за да си го оправдаат колатерална штета и така натаму, и веројатно они во образложението, кажувам што го кажуваат, можеби сметале дека вика твоето присуство може да иницира демонстрации кои што ќе излезат од контрола и може ќе направи голема штета на државата. Дозволи ми, дај ја ќе го прочитам. Ајде. Дај ми. Ова со зелено што е, прочитај го комплетно. Може ли цело да го прочитам? Многу е. Многу тие, мислам поентата е Не, сакам официјално. Ајде, добро. Сакам официјално. Нека, Сакам цело да го прочитам. Може. Сакам да ми ја слушнам реториката цела. Врз основ на очекуваната поларизација на ноќните волци во рамките на настаните. Поларизација на ноќните. Во Германија и другите земји од Шенген зоната за комеморација на 70 години од завршувањето на војната, не победата над фашизмот, завршување на војната, затоа барам јас да го читам. Добро, да. Не се исклучени контрапрослави кои што заедно со настапот на ноќните волци не би биле достојни по поводот на прославата. Значи се менува историјата, ве човече, Да, они не е свеста ден за на историја. победа фашизмот, е ден на Европа. Да. Тоа Нивното фашизмот се влегување во земјата би било спротивно на политичката цел за комеморација и за споменот во духот на помирување. Види вербални ноти на Министерството за надворешни работи 205-321-00 Рус од 27 април и 5 мај 2015. Тоа се твоите изјави, така? Не, тие се повикуваат на некакви информации што нив им се доставени од Нивното службите. министерство. Значи јас немам увид на тие информации, ама поентата ја кажуваат. Добро. Која им е. За Сојузна Република Германија е од суштинско значење да присуствува на 70 годишнината од завршувањето на Втората светска војна и да го спречи инструментализирањето на жртвите на отпорот против владењето на нацизмот. Според она што е познато за оваа руска групација, например во врска со анексијата на Крим и настаните во источна Украина, за влегувањето на така наречените ноќни волци во Германија, со цел јавно да присуствуваат на 70 годишнината од завршувањето на Втората светска војна, постои основано сомнение дека при предвидената мотоциклистичка тура на членовите на оваа група од Москва до Берлин, наместо за комеморација и за споменот во духот на помирување, повеќе се работи за демонстрација на сила и моќ, а со тоа и за провокација на државата. Така наречените ноќни волци се познати во Европа по своето екстремно националистичко и хомофобно однесување, како и по ратоборниот пристап. Чекај, молим те, ништо не зборите. Ноќните волци се соосновачи на антимајдан. Морам да прашам, што е тоа антимајдан? Случката во Украина, Мајданци ги викаат тие што протестираа, што тепа и што палеа полицијата. И што ја запалија пола држава. Да, Така е. и има контрапротести, антимајдан, значи, уствари протести да се покаже дека тоа што го прават, што го направија, не е добро, дека на сила ја земаат власта и дека има отпор на таквите случувања. Значи, режијата се знае, режисерите се тамо познати и ни забележуваат и ќе видиш зошто, како мене ме поврзуваат после со целата. Значи, ноќните волци се сооснувачи на антимајдан, само да им кажам на гледачите. Мајдан е плоштадот во Киев, во кое протестира против легитимно избраната власт, ја запалија земјата, го запалија плоштадот, ја нападнаа полицијата, предизвика огромни нереди и за тоа добија огромна поддршка од западните земји. Значи вака, ноќните волци се соосновачи на антимајдан и наводно биле вмешани во борбени операции на Крим. Наводно. Не се, мислам, ноќните волци не се вмешани таму, меѓутоа имаме луѓе кои што припаѓаат и кои припаѓаат на ноќни волци, кои што се нападнати со оружје, кои што се бомбардираат и кои што земале пушка да си го бранат семејството. Тие не мрдаат нигде, немаат акција нигде. Не тргнуваат во офанзива, тие стојат на браникот на својот дом. И така ги знаеме, така ги разлабираме и тие се членови на клубот. Но овдека вие во борбени операции на Крим не баре сте терористичка група? Или паравојска? Еве, терористичка паравојска. Они решуваат као паравојска. Врз основа на медиумски истражувања,
мора да се тргне од предпоставката дека лицето, како председател на македонскиот огранок на ноќните волци, се солидаризира со однесувањето на ноќните волци и ги поддржува. Сега тука, значи тоа е поентата кај што го извлекува заклучокот за мене. Значи, они вршели истражувања, не сакат да ги спомнат дека тие истражувања им се од служби, пошто ќе треба да многу го образложат тоа, вика од медиумски истражувања. Значи, они ги следеле моите ставови што сум ги изјавувал за медиумите, што сум објавувал на Facebook, значи они многу добро знаеле кој човек доаѓа таму и кого треба да го застанат. По тебе ова е веќе подготвено уште пред да дојдеш, зашто јас ќе ти го покажам кога ме уапсија, значи ќе ти го покажам. Во смисла на проценката на состојбата и прогноза, овие два аспекти доведуваат до заклучок дека влегувањето на лицето во земјата представува опасност за јавната безбедност или редот. Ленин Јовановски, опасност за... Не се секире потполно, знам, затоа што и мене ме направија хомофоб, јако имам барем 3-4 лични блиски пријатели кои се припадници од геј заедницата, но за да може да артикулираат и да земаат пари, те прогласуваат, за да може да кажат дека има такви. Не е важно, не можеш да се браниш, не едноставно он те одбележал и ти што и да кажеш, џабе, дури кривична мене ми поднесува, идиоти. И јас имав две такви овдека и без врска, мислам кој што завршија. Не се ни процесира. Не се процесира. Затоа што ниф им е битно тоа да го направат за да дигне фама да земат пари. За да земе пари. Не е важно. Он само да најде било кого. И така жигосуваат луѓе. Сами се тепаат. Што да ти кажам? Следното е гето. Они кои ќе дојдат на власт, најверојатно гулази ќе прават. Ке на затвора да станат. Мислам хистерија, ја пробав. Врз основа на оваа опасност отпаѓаат правата за безвизно патување според член 25 СДУ, со тоа што не се исполнети условите ова е веќе образложување на нивниот закон. Ленин Јовановски, што работиш ти овдека во Македонија? Директор сум на Слобода превоз, фирма која што се занимава со јавен превоз на патници во линискиот сообраќај во град Скопје. Автобуски, приватен автобуски превоз во Скопје. И се председател на Сдруженијето на приватните превозници, предполагам. Еден од основачите, има друг е председател во момент. Дали си учествувал во вооружени грабежи, тепачки, дали си лежал затвор, дали се дрогираш, дали дилаш? Те молам, одговори ми се. Иако е за смеење, сакам да им го кажам, сериозно те прашувам, да им го кажам на гледачиве, ме интересира дали си ти криминалец и врз основ на, нели, дали имало некој основ, еве. 47 години, ни еден прекршок, ниту кривичен, ниту било каков, не може да ми се најде во досието. А напротив, барем нашиот народ, нашава јавност... Да не си коцкар? Никогаш. Дали си семеен човек? Да, апсолутно. Имаш ли деца? 4 деца. 4 деца. Еден возрастен син, женет и 3 малолетни керки. Можам да кажам дека и по себе и по другите успешно си ја вршам работата, сепак се работи за јавна дејност, не е нешто што е некој бизнис па прави, значи мојата работа е изложена на увид од јавноста, целото општество така. Да. И сум препознати во тоа. Дотолку повеќе што ако тие истражувале и намерите им биле добри, ќе можеле да прочитат во нашиот кодекс, односно во нашето битие, што се ноќните волци, за што се застапуваат и што се борат. А тоа го кажувавме уште кога се формиравте, кога дојдовте овде. Значи дека нема наркомани, дека не може да членуваат луѓе со криминално досие. И ете, тоа е нашиот поклон за тебе денеска, каде што ние... Можеш да зумираш? Ќе зумира камерата, да. Си ги почитуваме нашата историја, нашата традиција, нашите предци, позитивните вредности и сакаме да сме општествено корисни. Нас јавноста не знае дека ние сме сегде присутни на хуманитарните настани. Да е иронијата уште поголема и да она што го тврдам дека станува збор за политичка параноја е и фактот дека ние како ноќни волци сме биле чести гости во германската амбасада. Значи ние сме повикувани, јас добивам покани на мејл.
кога има денови на германскиот филм, денови на германски театар, утакмиците кога беа светското првенство, бевме во Кога амбасадата да прават гледаме, самите кога забави, прават великат. забави, има од екипата што е во амбасадата моторџи со кој што сме возеле заедно. Значи, да отиде оваа ситуација до таму, бев многу, мислам, шок за мене, пошто никој пат во животот не ми се случило да бидам Тоа вратата уапсен дури и да Ве задржаа на граница. Како изгледаше тоа на граница? Вие бевте колона од 30 на мотори, ако не се 40, околу 40 заедно со другите, да. Тие што беа локалците. И сите солидарно остануваат додека тебе. Тебе имаше неколку работи. Дали беше ти уапсен де факто? Де факто. Де факто, Сите, значи не само. што се случи? Вака, официјално уапсен сум само ја. Иначе имавме ситуација на приведување на апсење за цела група. Сите де јуре само он. Иначе Како изгледаше тоа? вака. Искачаш Еве, од полиција со машинки Вака. Јас Чекај, приметив. како да уапшиш ти 40 ноќе во 40 Вака се случуваше. Значи јас приметив дека ние уште во Чешка додека возевме, Добро. приметува возила кои што не прелетуваат со камери, цивилни возила, со ми беше малку чудно, ама ја викам можда им интересно на луѓе, ама па сите па со камери, кај им се погоди камери па баш да не сликаат нас и во ред. Мислам, не сум Нема параноик, што да не правиш. обрнам внимание. Те снима, тоа е. Кога завршивме на споменикот на крстот, Каде? отидовме на заеднички ручек, тоа е во близина на границата, Границата тоа е пред Дрезден, во Чешка, пред границата. Пред кај што била, сега нема граница, тоа нели виртуелна граница да речеме. И тука имавме на ручек, ни напомена Кулска битка кај што била, Кулскиот крст кој што е овој кај што е, значи овој што е овде. Тоа е, овдека е пречекот. Овдека бевме, значи овдека видите како пречек со ова се козаците. Значи таму имавме прием на многу високо ниво. Значи таму бевме дел од прославата кај што имаше комеморации, говори и така натаму. Значи овдека сме ова што иде сега. Значи све беше комеморација во почит на паднатите жртви. Апсолутно, со поклон, со цвеќе, без никакви провокации, без ништо. И тоа ни е подарок на ноќните волци знамето што ни го дадоа на влезот во тој ова е веќе Германија. Да. И од после ова отидовме на ручек. Добро. Јас добив информација дека у Германија е концентрирана поголема група на полицајци и специјалци кои што не очекува да стигнеме. Еден од тие што беше што е од организаторите, значи отидов да му кажам, викам ова и ова се случува тамо, не чекаат голем. Имам информација од патник кој случајно поминал, ги видел, ги приметил и ни ја дава нас информацијата односно мене. Да не предупреди дека тамо веројатно нема да поминете, веќе чекаат да знаете. Јас овој што е од организаторот кој што го води протоколот и кој што комуницира, Народов солидарен со вас, Чудо народот, ти не знаеш колку не поддржуваш. И таму и во Германија многу народ. И му кажувам дека не, да, вика, не е проблем, вика, ќе ни ги проверат само документите и ќе си продолжиме. Добро, викам, ако мислиш дека е така, тогаш ќе одиме сите група. Иначе имаше начин како да влеземе. Да влеземе, да поминеме, а да немаме некои проблеми. Барем јас така мислев, што после се испостави дека и можеби сите ќе поминеле, јас пак пошто инструкцијата била дадена така како што била дадена, веројатно мене ќе ме спречеле пак. Влегуваме во Германија и понираме неколку километри. Не километри. Одма од како искочивме од тунелот што е замислен. Па добро, 2-3 километри, значи како што и тамо полицајци на мотори пред нас, коли од страната, позади нас, полициски барикади. И практично стотици полицајци. Значи практично ние бевме ставени во обрач во движење. Аха. И во движење не носат. Тоа си пишува на моторите двата предне, follow me, добро, ние сите невозбудени, ајде кажавме дека не очекува, јас им кажав, не се оваквајте, не очекува, ќе ги проверат пасошите, добро, нека проверат, идемо дале. Се сме чисти, ништо немаме што. Кога влеговме во паркингот,
кога видовме со што се оние опремени тамо, дека има преку 10 комбиња за приведување, дека Значи, ова тамо не е вие некоја од официјална граница, туку на паркинг ве на приведува. Нема паркинг и граница. таа некоја мобилна полициска станица, некоја што им е тука истурена, така беше ставено, ние како повеќе монтажни, што се али пак Стотици објект. полицајци. Преку Човек, 100 сигурно. Преку Премногу плева од полицајци. Многу Значи полицајци. јас дури Факт. знаеш ни беше шо смешно И ни убаво беше. не апсат. Знаеш, ја викам швабо и кој апси. Како Те- немате значи, фотографија строго, од тоа? Имаме Имаме делумно, некој мали. делом, но има не. Таа една кај Знаеш што што, Ленин не збори знаевме со дали Џандар. смееме да сликаме. Тие нас не снимаа постојано со камери. Значи во секој Ќе комби ти имаше пратим и други, камера. ама тука има кај што е Ленин со еден полицаец, ќе ја видиш. Ете, врат се назад. Еве, тука е. Сега замисли целото позади е полиција. Све. Така, Овде ми така. објаснува ова една полицајка преведува на српски, пошто не може да се разбереме. И ни кажува дека нема да има никаков проблем, технички само е ова да ги проблем. Добро, технички. И почнаа со проверка на пасошите, тие што беа сите од Европска унија немаше никаков проблем, тие руси неколку што беа со нас прво нив ги зема, наводно ги проверува. Чекаме. Ама на саат, 2-3 многу Нив ги време. проверуваат и после доаѓаат група полицајци до мене и викаат ај вие од Македонија сакаме да ви направиме детална проверка да влезете во станицата. И сега така Што кога ќе детална проверка, гумена ракавица, Имаше совлече по гумени. салоните. Истото се смееме. имаше гумени ракавици, среќа не ги пипка органите. И овој изгледаше. Ленин вика, вие стават гумени Рукавици ги ракавици, стават. вика, Ке го- ке го примиш. сезанција. Не, ја ги приметив одма они. Ќе го јадеш. Отидоа четворица напред, четворица И позади. сега пази, Сајде- од кога не прибра од паркингот, четворица назад, четворица позади, мене беше со ај вика можда така се движат. Депек да не ги проверат Од тисоците. како се вика тие Биометриските пасоши, дали се тие, дали ово. И друга не ви бара претрес Не, така. они само да не задржат. Не, Само не да- беше, значи претрес не Нема- бара оружје, ништо. Мислам, не проверува Ни куфер, ни што отворија, носиме, ништо. не отворија гепеци, ни ништо. куфер, ни- Ништо, ни тоа возачка не не може да висеа, само кажеме. Ни пасошите, возачка, да, пасошите. И горе во станицата не сместија. Не внесоа тамо тие што ставија рукавици, дадовме отисоци од неколку прсти тамо па овакво и чекај вика. Класична жандарска. Не ставија во една просторија, чекај. Време. И сега, ама Во чекај, просторија. ама 8 Не, тоа полицајци. Историја вистинска Полициска. запсење. Значи, од лејана не можеш да земеш. Оно кај што ги затвараш во тоалетот, отидов, затвараш врата, не се отвора. Чекаш полицајцот да ти отвори. Да, Значи, да. тоа е запсење. Тоа е веќе апсенси. Да. Само нема тоа е време, апсенси. ова И сега, ама Нема ние, таблица. ние од кога останавме веќе сериозно време, некои 45 минути, луѓе, викат, чекај, вика, треба да запалиме цигара, чекај да прашам, вика, дали може да идете да запалите И ме цигара. вади со джандар надвор да пушам. Ја палам второ, ми вика. И сега прашуваме, викам, добро сега, шо е, ние сме уапсени или не? Не сте уапсени, вика. Е, па зошто не може да се движиме слободно? Па чекајте, додека ве проверуваат, треба да чекате тука. Добро, ајде излагаат на пушење со кордон полицајци. И пак ги враќаат И назад. ме враќа. Ја викам, постаме тука, ако не сум уапсен, И и мене веќе, Уапсен. знаеш, не фаќа веќе Како нервоза. се однесува? Беа дрски? Не, полицајците си Како беа Тоа вика професионалци. некој И вика, знаеш кога ќе ги фатиш како лажат, ги фатио на 2 пати како лажат, вика не пуштивте пред саат време, рековте може да си одиме сега, не може. И таа вака прави. Што да правиш? Сега што да ти правам? Викам, Така и мене ми кажува. Викам, секој проверки не може да траат, викам, проверките толку. Зошто 6 чекаме часа се толку? направи. И они мора да кажат, па вика, повисок орган заседава и чекаме инструкција. Значи, додека они не ни кажат, Полис- чекаме. А тој бил Бундес полицај президиум. Така бил, Републички. немарска, да, тоа е некој, па да. И чекале, но чекаме додека не ни кажат, они не може да ве пуштиме. Чекај, си начекавме и наеднаш вуп, гледам од руската група дојде човек, доаѓаат со полицајците, све уреду и ми викаат, Ленин ти дојди влези у просторијата. Нас не пуштаат, вика Ленин. Ама не знаев ја дека ги пуштија нив. Ние седевме група. И ја мислев мене како лидер, нели, како на групата, како водач, ме викаат да ми кажат, и ја очекувам сега да ми кажат нема да не пуштат. Им викам, овие изгледа нема да не пуштат, ќе не вратат сите. Влегувам и таа се погоди една И му го дава полицајка тоа. која што имала србин Татко татко и го разбира српскиот и она ми преведува овој што кажува полицајцот, вика сите други може да поминат, а вас нема да ве пуштиме, вас ќе ве задржиме. И знаеш она задржи? да, шок. Зошто викам да ме задржите?
Таква инструкција имате, ама викам, ви инструкции имате, ама мора да има зошто, јас мора. И чекај малку, вика, и повика некој од тие што бил веројатно на линија или да образложи. Го види, што викам, праше го дека сакам, викам да ми се ставам некој поодговорен. Поодговорен, да. Добро. И викам, кажете ми зошто сум задржан и зошто не можам да продолжам со моите пријатели понатаму. И он кратко со една реченица, и ако ми преведува, не ми се верува. Представуваш голема опасност за Германија, твоето присуство на територија на Германија представува голема опасност. Викам, сериозни сте? Тебе не ти е прв пат да си во Германија? Нема, јас патувам нон-стоп. Работата му е нон-стоп. Јас идам, Купуваш цело автобуси, време. ова, Не само тоа, јас сум и во предава. некои проекти, обуки имам и предавам и све Але правам. 15 дена не е тука месечно, човекот е нон-стоп. Нема врска, значи тие се, значи во зимите во Шенген зонава сум еднаш или до два пати у месец. Значи излегувам, никогаш не сум имал никаков проблем. И викам добро викам, барем ќе ми дозволите, пошто викам надвор нема да тргнат, викам без мене, ќе чекат да им да им кажам што е, како е, за да дадам инструкции понатаму и нели нормално и некои средства пари што имавме заеднички беа кај мене да им ги дам. Без глава, он све организацијата кај него знаеш направено, не знаеме што и се нагло ни го зимаат, не знаеме што да правиме. А тоа и целта изгледа. Тоа е целта, они после кажа, таа полицајката на следната бизниска мене ми рече, па ние планиравме дека и вие ќе се вратите чим ви го зиеме председателот. Ама Ленин искочи многу да речеме паметно, ама и ние помисливме, ако сега се вратиме сите, они успеале во нивната намера да не вратат. А вака ќе идеме, они после ни прават многу спуси по пат, ќе кажуваме ако има време, али ние стигнавме на место тебе го, местото, сте види илјадици луѓе не чекаа. И излегов, им кажав, момци, викам, ќе продолжите сите. Овие вас ве чека овдека. Ова е вас ете го македонското знаме. Ете го горе, све ќе видиш. Тоа мислев дека сте вие, овие вас ве чекале. Па се збунија русите, не веруваат дека толку народ ќе има. Самите тие главните организации. Два пати беше одложувано заради тоа што не можевме да стигнеме на време. И излегов надвор во придружба на Таму и македонци, и срби, и руси, и чеци, и германци, сите. Пуно германци вака. Мислам претежно оние слободарски антифашистички настроени луѓе што памета знаат што било таа. Благодариме. Плюс тоа е дел од Источна Германија која сепак имала и живеела во еден малку поинаков систем, не се дотолку неписмени да не ценат вредности. Таму се негувале тие вредности со години, борбата против фашизмот и сите тие работи. И добро. Јас ги им со 8 полицајци околу мене. Специјалци и тоа се. Ова трае колку? 6 сати веќе. 6 сати. И мене ме враќаат ги испратив, се поздравивме, ми дозволија да толку, се вративме во просториите и си почна процедурата и ова е тоа што викаш дали официјално. Значи ова ми го дадо на македонски спремно. Правна поука за привремено уапсено лице. Како го имале они? Да го видам. Да, и ова е на македонски направено. Дај горна камера. Да. И тука си ги прочитав правата кои ми се сега. Аха. Да. Значи, и стварно те уапсија ни на шала, ни на смеа, и тебе ни крив, ни дужен, човек кој немаш дамка, веќе нема да можеш да стапнеш у Германија. Сега има процедура и ќе ти ја дообјаснам и тоа. Значи има вие сте привремено уапсени, имате следниве права, имате право да знаете за кој престап се осомничени, заради која причина сте били уапсени. Значи некија да ми го дадат тоа што преска го прочита, значи инсистирав да ми го донесат, па вика човек да иде да го пратат од президиумот, врз основа на што правиле, па им го пратија по мејл, па да ми го испечатат и да ми го дадат да го прочитам. Како одма преведено? Не, ова е после јас си го дадов на превод. Они ми го дадоа, ми го читаа тамо, ми го читаа. А ова спремно на македонски. А ова беше спремно на македонски. Диг, со схеманге. Па барем да ни каже одма, ја викам. Одма ни каже, не може, Ленин, вратете се, што не држите 6 сати? Што значеше привремено уапсен? Колку може да те држи, колку те држеа вкупно? Значи, они држеа додека помина времето на прославата која што беше во Торгау, спремна, на која што требаше да се појавам и да кажам нешто таму. Да не стигнеме таму, беше поентата да ние не стигнеме во тој град. Кога беше таа? Мене негде беше закажана во 2,
Кога не застана, јавивме дека сме застанати, луѓето се вратиле сите назад и ме презакажале во 6. Во 6 се собрал многу народ, за да не чекаат во 6, а ние во 6 се уште бевме во полиција. И јас не можев... Додека таму не се расчисти, они те држеа... Да, ама стигнавме. Уапсен во... Не чекаа луѓето таму. Они замисли луѓето од 6 сат повторно дојдени до после полноќта чекале таму. И светлото угасено у градот, Светлата им ги гасат во градот, луѓето палат свеќи, замисли. и не чекаат со свеќи. И што се случуваше понатаму, јас прочитајќи си правата, барав да ми се образложи зошто, конкретно да ми се каже кој ја донел одлуката, која е основата зашто сум уапсен и да го пријава тоа у нашата амбасада и да и се кажат причините на нашата амбасада тамо. Дека државјанин, граѓанин на Република Благодарение на нашата прекрасна и многу квалитетна дипломатија, ја до ден денеска немам никаков контакт со нашата дипломатија. Никој нити се јави да ме праша, еве некој нели не структурираат, ние кога сме со народот, они не сметаат дека сме со поддржуваме партија, власт или не знам што. Значи најодговорно тврдам дека сем Јохан Тарчуловски, кој што ми е личен пријател и кој што сум го посетувал неколку пати во Хак и знае што значи да бидеш апсен, што ми се јави да ме праша како сум, што сум. Председателот мој од Москва, кој што се јави, веднаш ангажираше правна помош во Германија директно со адвокатски служби и се јавија од амбасадата на Русија во Скопје. А од македонската амбасада? Од нашата дипломатија никој. Ни дипломатија, ни политичар. Па не сум Спаска веројатно, да бев Спаска и да се работеше за некој бракоразводна парница, ќе се дигнеше многу поголема галама, не се јави, ама добро. Ајде, после се случија настаните што се случија, можеби цела политичка ситуација, не се жалам. Меѓутоа имам едно лошо искуство, мама тоа е друга тема со тој нашиот амбасадор хомосексуалецот што беше у Москва и имам малку негативен став генерално со дипломатијата, пошто се прават според мене тие некои тамо грешки во предпоставката на луѓето што се тамо, кои што веројатно не се грижат доволно како што треба се грижат, ама ајде, тоа е друга тема, не е важно. Значи, заврши приказката тамо, ми дадо еден куп документи тамо што ги потпишав и уште некои што треба ги однесам у амбасадата и кои што ги однесов. Мислам кои што не сум ги однел се уште. Треба да ги однесам. Треба ги однесам за да не ми стават. Да, треба и тие треба ги вратат назад. Не знам што се тие се нешто на германски, ќе ми стават печат за персона нон грата. Да. Забрав за влез. И целата ситуација слушам, ми го преведуваат ова, но ова што ми го кажуваат, јас се смеам и викам, добро, викам, сериозно и овие полицајците, вика, знаеш, крчат рамења, што да правиме? Значи, тие ги гледа, вика, ги отварале сликите, кај што се поздравувам со Путин, видеата ги гледале од интернет, вика и тоа е тоа. И јас затоа се шалев. Го јадеше заради Путин. Да, викам, а добро бе, сега викам, утре Меркел ќе иде да се види со Путин, ќе се ракува исто, викам, дали кога ќе се вратите, ќе ја пуштите. И они се смеа, знаеш, беа пријатни полицајците, не можам да кажам не. Так. И викам, добро, што значи ова сега дека јас сум стварно ангажиран човек и викам, си имам обврски кои што имам веќе загажани некои семинари кај што треба се појавам. Викам, дали викам подолг период ќе ми забраните. Абе вика, гледај ти една недела не се појава во Германија, за после веројатно нема да имаш проблем. Абе не ми се вере. Абе цинкање ко на пазар, Значи, брат ми, остеме да не те гледам едно недела дена, да ми остине у главата после помини. Да. Така викам луѓе, ова е политичка параноја, викам вие кој демократски процес? Германија бе човек. Викам нас во нашиве држави ни продавате демократија лекции, ни држате, еве сега го слушав и тој од германска амбасада, тој некој нас ни дава совети тамо кој треба да се апси, кој треба да се испитува, кој прислушкувани разговори. Од друга страна постапуваат нешто што не види, лишуваат човек од слобода, ми ги ускратуваат правата на движење без ни еден материјален основ.
Значи, барем нешто да им се фатеше, али добро, ајде. Со адвокатурата тргнавте ли некој процес? Да, јас ги пратив после сите документи. Значи, мене после тоа, после целата таа процедура од која заврши, кога помина саатот и све си беше веќе веројатно завршено, во полициска придружба ме вратија назад до чешка граница. Колку стотици полицајците придружуваат? Со возила придружува за да не можеш да те контролираат, да не продолжиш од друг правец. Чешка враќаат Така, назад ти од чешка. возиш на моторот, они околу тебе. Да, и си поминав ја на чешка граница. После нас не малтретира до искачање од Берлин. Ај ќе ми кажеш за искачањето на Берлин да направиме втора пауза, па да, документите. За документите ќе ти кажам и после адвокатите. Значи адвокатите одма кога ми се јавија, кога ме контактира, кога ги побара документите, веднаш кажа дека они направиле кривично дело, полицијата практично дека направила кривично дело, дека немала право да го направи тоа, дека ова е смешно и дека нема никаков однос. И ќе ти прочитам после од жалбата на што поентира адвокатот, што кажува, го има документот. Нов мотор ќе падне, осеќаме и... Тоа за мотор ќе видиме, ама ќе мора да се извинат, јавно ќе мора да му се извинат. Не мора да се извинат. Нов мотор, Што се нас тиче, поеден за сите се и ние сме. Да, па и вие го кркавте. Германија е тоа, не е. Ама не, шо е поеден за сите. Процениле, кратко, процениле дека што и да се случи, колку и да треба тоа после да го платат, иако не го плаќаат они како тоа во Америка што може да се случи милионски суми, кога вагале, боле ќе му платиме само да го тргнеме од тука, да не го гледаме, да не ни се петалчи пред камери и да кажува гачки тамо, да ни прави да не ни зборих дека Русија не ослободила. Значи Оти треба народот таму да заборави дека Русија го победи. Јанко, ја како човек, како граѓанин, како обичен човек кој што не сум ни политичар, не сум ништо, ниту имам некаква политичка активност ни функција, значи треба да биде случајов поука да видате на демократска држава од колку далеку се штити да не и се случи нешто што и малце ќе го поремети мирот на полицијата, додека нас овдека, како што слушам, ако е точно од медиумите, бе вика, борете се со не, пукајте, апсете, ама бидете нежни. Даде? Ало, со оружје тргнал на мене и ти ми викаш да бидам нежен. После 8 жртви? Мислам, мене тоа ми е несватливо, не знам кај се наоѓам, во кој свет живеам. И тие што ги бават полицајците со флаши по глава, после зашто си еве сега зашто се уапсели. А ова гледаш, еве демократска држава Германија, кој треба да ми е пример. Да, од таму ти вика, што ќе направиме ние? Зар нешто ќе направиме? Кои сме ние за толкава држава, а и немавме ние никаква намера. И преска слушав, се може навлагаме у политика, ама не ти пречи, не знам, кога граѓани збориме, значи јас слушам некое девојче таму излегло и бара да се ослободат хулиганите кои што тепале на полицијата, кои што направиле кривично дело, прекршиле закон, да се пуштеле, па не мора да се држат у притвор, па они се млади, па они не знам што, не знам како. Ало, значи, еве. Нека го направи тоа у Германија. Ама еве ништо не сум направил, па што ми се случува. Црвите појесчете помрчина. Ова е превентива они што го прават. Они нивните предпоставки, нивните анализи предпоставуваат дека ја можеби ќе предизвикам нешто таму и они си делуваат. И никому ништо. Тоа е демократијата. А овдека не знам што сме ние. Бидејќи демократијата не значи анархија. Демократијата подразбира и хаос. Демократијата подразбира правила, ред и правила на однесување. Така е. Кои ги гушат токму овие деструктивни работи. Чекај, не ми се свиѓаш. Да, демократија, али ја мислам дека ќе ми правиш проблем, бе. Моје право е за заштита демократија. Вика, се штитат. Поаѓајте од аспектите кои што се темелат на предпоставки. Значи многу јасно напишале. Не на факти. Сами си го напишале. Да, не овој на вика, факти. адвокатот вика, овие се луди, вика, што го напишале ова вака, вика. Одлично. Секоја чест за Германија. Сакам германскиот модел да го применуваме кај нас. Сакам ова германците што ти го направија тебе да го прави македонската држава. Да се заштити себе си. Да се заштити себе. Исто како Германија. Еве пример за демократско однесување. Точно. Одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад. Добивме впечаток, значи кога ја би бил германски водител на германска шоу програма
Јас сигурно би имал представа од цело ова претходно ваше кажано дека вие сте навистина, нели, зошто да не и верувам на мојата држава дека вие сте криминалци и дека може да правите нереди. Но во суштина те прашав тебе лично, дека навистина си човек кој нема ни досие, нити никакви криминални, ни прекршочни активности, нити во тепачка, никакви такви делани. Ноќните волци, како се они во своите делувања во Македонија? Вие имавте хуманитарни акции. Што вие све правите освен што возите мотори? Вие сте општествено активни. Значи, целта е на ноќни волци да бидат општествено корисни, јас го кажам тоа. Значи, ние не само на приказка, не само тоа што сме си го ставиле како цел да сме спротивно на она што сега не прикажуваат, односно ние сме опозит на оние моторџиски банди кои што се формираат со една цел за да профитираат, да рекетираат, да насилство да спроведуваат, дрога, проституција. Вообичаено западниот свет моторџиите така ги препознава и тоа ни нас јасно. Меѓутоа ние со нашето делување овдека сме го докажале спротивното, односно дека навистина тоа што го правиме има и хуманитарна димензија. Членовите скоро, ја колку ги познавам на ноќните волци, се семејни луѓе. Ти си семеен човек, банкар си по професија, другите се работат, секој нешто си работи. Ова е вашето хоби на едно слободарско движење, но и општествено одговорно. А тоа е, кога беа поплавите, вие организиравте акција за собирање помош. И тоа не беше баш мало. И во Србија, и во Македонија. Не кефме тоа да го објавуваме и да правиме помпа, особено не од Македонија. Не ни беше згодно. Одлучивме така ние што сме повисоките, да не се сликаме, да не се смееме на сликите пред таа хуманитарна помош, си го чувствуваме тоа како врска. Значи, собравме наши средства, собствени пари, ги купивме намирниците што им се потреби, банкар беше оперативец во тој дел, и сметам дека солидно помогнавме во целата таа приказка. Имавте активности за помош на деца со медија груп? Да. Македонија. Каква активност тоа било? Па мене прв пат за тоа ме контактираше Ивона Талевска, дека се работи, побара помош од нас, прво да се најде една кацига за дете. Детето се вика Мехмет, кое што боледува од леукемија. А изразило желба дека сака да биде моторџија. Тоа ја го прикажав во емисија, не знаев дека сте вие. И да има, да. Кој го повозавте со мотор, кој така уживаше и така натаму. И така тие го организирале тоа, на детето му е купен мотор, јакна, кацига, тука беше вклучен сајтот motori.com и не беа само ноќните волци, значи. Бевме повеќе моторџиски, да кажам, здруженија или клубови, кои што отидовме да му го направиме поубав денот на тоа дете кое што имало желба и да се повози, и да биде малку во друштво со моторџи. Иако нели некој нас тамо не знам не оквалификува вакви или онакви, не знам, националисти или било што, значи апсолутно не е важно за што и како станува збор кога е потребна било каква хуманост, хуманитарна акција, го правиме. Ние се собираме секој пат кога некој ќе побара нешто од нас или ќе видиме дека некаде треба нешто, исто имавме и за едно. Значи, ако дигам спрат од куќа за фрлање бетонска плоча, тука сте. Еден родител ми се чини Владо Туранов, се викаше, ни се обрати и на Facebook, порака прати дека детето треба, тој собираше и се обраќаше. Не знаев за тоа. Да, ние и како фирми, ние што сме во клубот, нели, кои што имаме фирми, сепак и како фирми помогнавме и како луѓе да направиме. Тука е традиционална поддршката и еве секоја година гледаме малку тие деца со аутизам, на денот за аутизам да им подариме по нешто, соработуваме со здруженијето. Оваа година беше во Capitol Mall, една доста голема бројка, отидовме, слагалица правиме. Има активности разни кај што навистина
Да, Браво, момци. сакаме да се Значи не е само брчење ауспуси по улици, туку стварно да се направи нешто добро. Исто за овие Штета што не го покривате медиумски, и вие за тоа е добар шеќерната пример болест, да. Не, видете, диабетис. осеќам потреба, бидејќи веројатно емисијава ти е доста гледана, и ова го кажувам сега, не да се пофалиме. Едноставно да ја срушиме димензијата која што ни се стави на терет со последниве случувања. Не треба да го кажуваме хуман човек, треба по природа на нештата секој да е хуман. Кога му е потребно некога да му помогнеш. Ние така приоѓаме на нештата и затоа сме братство, затоа се држиме јако и затоа помагаме едни на други. Левата да не знае десната, Да. како што не учи писмото. Значи Затоа не зборува. ние сме ноќни волци, затоа и кога првпат се појавивме, кои што пак некои луѓе ни замерија за одредена дека даваме некаква политичка димензија, во делот кога почна бомбите да се најавуваат, значи побара, медиумите сме веројатно интересни за нив, побара наше мислење, изјаснување во врска со случувањата, и она што јас првпат го спомнав тоа, како можност за украинско сценарио во Македонија, гледам дека сега тоа се почесто и почесто се споменува и многу личи на таа приказка, кај што ја тогаш кажав, не сакаме да ни се случи да како што наши браќа од ноќни волци загина, ние имаме загинати наши луѓе како последица на тие конфликти во Украина, да се случи во Македонија. Некој каже, од кого ќе ја браните вие Македонија? Се понуди, ќе ја браниме. За нас, ноќните волци, и за мене лично, значи, јас тоа го кажувам, баш и сега го напишав за нашите загинати. Која е смислата на нашето живење ако мислиме дека животот ни завршува со смртта? Јас, за мене, како човек, сметам дека најголема привилегија, ако веќе имам право да изберам како ќе завршим мојот физички живот, да загинам бранејќи ја сопствената држава. Тоа е за нас е света работа. Значи, многу ако веќе, велам, не можам да бирам, меѓутоа, ако веќе дискутираме на темата, не сакам да загинам во сообраќајка, не сакам да умрам од болест. Дури ни од природна смрт, ако може да бирам, нема посвета работа за мене да го давам животот за полезно за татковината, да направам нешто по кое што ќе биде вреднуван и ќе живеам уствари како што нашите херои, овие што и сега и минатиот пат во конфликтот и оние предниви во војната што загинали, кои што затоа ги почитуваме, затоа и не сакаме да дозволиме да не живеат тие понатаму, ќе им се поклонуваме на нивните вечни почивалишта, ќе ги величаме како што им се поклонувавте на овие напати. Тоа е. А ние ниту припаѓаме на некаква политичка структура. Не припаѓам ни на тој форум некој што беше за спас на Македонија, ниту пак на овие што ќе го спасувале, не знам, од другава страна ќе спасувале. Ние си имаме собствена филозофија. Не припаѓаме на ниедна друга групација, имаме собствено мислење и став за сите нешта и собствен пат. Девизата наша е ние градиме пат и дозволуваме другите да го следат. Не се приклучуваме на другите патишта. Тоа е нашата филозофија. Димитар, што се случуваше откако го оставивте, чисто вака ме интересира, приказнава, што се случуваше откако го оставивте Ленин? Го оставивме Ленин, тие мислеа дека ние ќе се вратиме, но ние решивме дека ќе продолжиме. Како што рековме, еден од нас, ако стигне во Берлин, нашата мисија ќе биде исполнета, нема да биде исполнета нивната да не вратат. Тргнавме од тука, требаше да одиме прво во тоа градче Таргал, близко до границата, 70 километри. Полицијата рече мора да возите по нас и не носеше по некои чудни, смешни патчиња. Градот, значи главната манифестација требаше да се случи во Берлин. Да, но претходниот ден требаше да одиме во градчето Торгол, се вика тоа градче. Они не носеа 70 километри, ги возевме 3 сата. 3 сата, 70 километри. Значи споро по некои чудни патчиња, ноќе па застануваа. Све само со намера да полицијата, само таму да не чекаат луѓе. Стигнавме таму, беше 12. И да не ве гледаат по пат дека идат. По пат, во сите градчиња беа повлечени, не знам како успеале, немаше луѓе, немаше возила. А во самиот град расчистено. А во самиот град светлата угасени. Значи овие што се што они стигаат на полноќ веќе. На полноќ. Меѓутоа, кај главниот споменик не чека маса луѓе на свеќи. Што збориш? На полноќ. Да се најде, сега зборам па сежам. И сите со
ви благодарам на руски се, спасибо, тие знаат, тие има и постари, и тие, нели, тоа е источниот дел на Германија. Како ние српски што Како знаеме. ние што знаеме српски, они така знаат, да речеме, руски. Тука се поклонивме и мислевме дека тука полицијата ќе не пушти да си ја тераме понатаму работата. Меѓутоа, преспавме ноќта, се снајдовме кај добри луѓе, пошто све ни се разруши концепцијата, многу не задржаа и местата кај што беа договорени За преспивање, така. све тоа се измести. Хотел побаравме, ми рекоа дека не смам да ви изнајмам. И Што збориш? Да, преспавме кај едни исто така добри луѓе. Не смеам да ви изнајмам хотел. Да, во градчето ни рече, одете си, немај да... Ми рекоа да не со вас, да не ви знајмам. Викаме, ние немавме ни 7 сати. Али затоа се јавиле добри луѓе кои што ги поканиле Затоа дома. луѓе прв пат во живот ги гледаме, мислам и германецот што ни беше као контакт, и он вика прв пат ги гледам во живот, кога слушнале дека доаѓаме, дајте ги нас по куќи, не сместија. За бајлето кога тргнавме на Берлин, значи на крајната Пак полиција со вас? дестинација, ја мислев ќе си возиме, викам сега рад, ете го вратија, тој што им сметаше. Не, они тука како другарчиња, они викаат за ваша безбедност. А, за ваша Викам, безбедност. ако е за наша безбедност, одете си одма. И до Берлин, и во Берлин. Значи, како мрднеш, така Они со вас. На крај преспиваме на неколку места, ние бевме на едно езеро, многу убаво до Берлин. Они си стојат, дури незгодно, тој еден од браќа руси, отиде да купува за едним, купи им млеко. И им вика, напите се, освежете се и вие сте на пат цел ден. Да, Значи, тие се, греота знаеш, сте. Луѓе, Одиме некој им на кафе, наредил ти тоа да кај го ќе прави. одите? Викаме на кафе тука. Може двајца вика да пратам. Па ако можеш да пратиш. И си многу Да, така, човечка димензија за една нечовечка меѓутоа правна најбитно се што ние ситуација. успеавме да стигнеме на главниот настан. Тој се одржуваше во познатиот Трептол парк, тој е огромен еден парк во Берлин. Кај што се па делима на споменици во овие што се правени во, да речеме, во минатото, огромни се тие споменици. Самите организатори русите беа зачудени колкава е таа бројка на народ што таму не чека. Германци со поддршка свират со армонични руски песни, знамиња, сите скандираат добро дојдовте, ви благодариме. Одевме од споменик на споменик, на крај дојдовме кај споменикот на погинатите јунаци, тоа е овде горе на брдово се качуваме. Имаме други слики, треба да ги пратиме. Илјадици луѓе доле, се поклонивме и кога излеговме надвор, ние решивме на мала во знак на поддршка на нашиот председател, на еден голем транспарент напишавме дека нашиот пат е исправниот пат и даваме поддршка за нашиот председател Ленин и хирург. Го отворивме тоа и ние запеавме едно име имаме. И цела таква вака не гледа се чудеа, овие Македонија. Тоа идеше у прилог на вести. Некај нас во Германија идеше кај што се слуша. Значи они едно име имаме. Пази, значи покрај тоа што државата реагира, кој што реагира, медиумите политиката си работи, ама медиумите ви дадоа пристоен простор. Да. И премногу според мене, значи премногу, не може. Еве на пример Билд што има објавено, горна камера режија. Добро, за да го фатам пошто го немам превиото. Значи еве Here rolling 31 Night Wolves to World War Tour in Saxony at the Russians. Ова е една слика како изгледа ова моќно фотографија. Тамо како изгледа тоа кога се движите на авто, па што го зборевме во првиот дел. German rockers pay Night Wolves the process. Action for damages. Е тамо како се испраќаме доле. Ама рокери сте за музику, рокери с морал. А овдека се испраќате со полицајците, наистина. Да. Не испратија, значи дур да се излеземе од Берлин, они си беа со нас. Супер се дружевте. Фала им многу, да. Да, важно нашата цел е остварена. Им кажав, важно. јас во интервјуто спомнав, викам, вие сега не знаете со кого имате работа. Ние сме доаѓаме од народ што одинат преживува веќе илјадици години и сте сгрешиле што лошо тргнавте со нас. И ќе дојдеме еден ако треба ќе остане, ќе дојде таму ќе ја заврши работата. Се поздравивме, фала и многу. Еве сме тука на тенкот, ова е кај што е подпишана капитулацијата. Не им беше многу мерак, се гледаше дека не им беше на да речеме на полицијата на тие. Па знаат, еднаш ако се дојде со тенк може и уште еднаш да се случи. Тоа е тоа, важно. Ако се забега нормално. Многу ни е мило на сите што успеавме да ја завршиме работата до крај. Так. Иначе развијани знамиња на моторите, значи на секој мотор имаше македонско знаме. Значи и тамо и луѓето кога држеа говори, дури и во комеморацијата во тој
клубот кај што беше, значи секаде се спомна, им благодариме на ноќните волци од Македонија кои што дојдоа и не поддржа. Што ти напиша во одбраната твоите... Ја како следеше, јас сакам, ја нешто у политика било објавено кој што е во една мера во контекст на случувањата кај што Путин го спомнува на Црвениот плоштад, значи следниот ден од кога ни се случи тоа што се случи, вели утредента Путин испрати од Црвениот плоштад порака дека несрекната Европа не можела веднаш да препознае опасноста од идеологијата и нацизмот. И денес историјата повторно апелира на разум. Па продолжи, основните принципи на меѓународната соработка за човекови права се повеќе се игнорираат. Што значи гледаме контекст на ова што нас ни го прави. Иначе адвокатот си напиша тужба против полицијата тамо што е, во која што поентира, вика, поднесувам кривична пријава поради извртување на законот и лишување од слобода. Па вели, оној што го лишува човекот од слобода, го прогонува и поведува постапка против него, тој извршува кривично дело. Вашето смешно образложение со кое што го скративте ова право, а истовремено го претворивте и во кривично дело, е спротивно на здравиот разум. За мене збори тој како припадник на земја чиј правен претходник бил окупиран, плјачкосуван и искрварен од германските фашисти, мандантот, тоест ја, мандантот, имаше неприкосновено право да учествува на оваа прослава. Прочитај уште еднаш реченицава. Како припадник на земја чиј правен претходник бил окупиран, плјачкосуван и искрварен од германските фашисти, мандантот имаше неприкосновено право да учествува на оваа прослава. Браво, одлично. И вика, тој е угледна личност и неговото апсење предизвика значително внимание во неговата татковина и на Балканот, оттаму многу му е важно да се утврди дека сте постапиле против законот. На ова експресно праќаат на 11 праќаат писмо дека полицијата праќа допис дека ја примиле оваа тужба и вика, но независно од ова, вика, ви потврдуваме дека господин Јовановски може во согласност со неопходните одредби да влезе во Сојузна република Германија. Не постои забрана влез, односно престој. Меѓутоа ова ќе дали бесте во германска амбасада овдека? Дали имавте контакт некаде? Не, се планирам да отидам во понеделник, бидејќи од кога дојдов имав нешто за средување, иначе ги имам документите по задолжение кои што треба да ги дадам тамо за да процедира. И денеска, секој ден сме во контакт со адвокатскиот тим кој што работи на случајот, кој што цело време ме информира дека има добри вести и дека тоа се движи во добар правец и дека не 99,9%, дека 100% ќе го добиеме случајот и побара од мене да доставам трошоци да доставам и моите барања, морам писмено да ги доставам до тамо за да... Има трошоци? 2 евра в секунда е темену емисија. И овде треба да се покрие. Да, треба да се покрие се и овде камерман. Слушај, баш кај што Јанко, малку вака да ја разведам темата. Ние ќе ни треба средства, пошто сега популарно е нели да формираат овакво, како ги викаат, пленуми. Ние ќе направиме само моторџиски пленум. Одма. И знаеш што ќе биде поентата за што ќе се буниме? Добро. На бензинските, кога ќе ставиш бензин на Мак Петрол, ти вика, ви благодариме, го направивте вистинскиот избор. Премногу ВМРО-вски, брат. Мора да смеете се. Ви благодарам за гостувањето. Поздрав до вас, поздрав до вашите собраќа, поздрав до Ноќните волци. Со години се знаеме, со години ве следам. Немам никаква причина, освен да се гордеам што сум ваш пријател. Ништо друго. Јанко, ја во име на Ноќните волци на вистина јавно ти се заблагодарувам што ни даде простор и шанса да ја објасниме ситуацијава, бидејќи некои медиуми различно ја представиле или имаше некои недоразбирања.
што ни даде простор да дадеме едно детално и од прва рака објаснување што све се случуваше и сметам дека колку толку сме објаснети и дека не се случило нешто што е нешто последица на некое наше однесување или действие. Ти благодарам. Тоа беше се за вечерва. Тоа беше се за вечерва. Благодарам на гостите, благодарам вам за вашето внимание. Ова беше и последно издание за оваа недела. Се гледаме од понеделник. Лека ноќ и пријатно, почитувани гледачи.